Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, кај што ова видео ќе биде вовед во биохемија. Но пред да започнам морам да спомнам дека биохемијата е една интердисциплинарна наука која е мощно голема и комплексна. Поради тоа морате да имате претходни познавања со цел оптимално да ме следите. Така, значи ја не можам се да објаснувам од почеток. Генерално треба да имате познавање од клеточна биологија, односно цитологија, за што е тоа клетка, како е изградена клетката, како функционира клетката, нели во некои општи црти. Треба да имате познавање од општа и неорганска хемија, нели, што е атом, како е изграден атомот, што се иони, хемиски врски и некои други општи хемиско-физички законитости. Познавање од органска хемија, така некои општи најчести соединенија, да препознавате одредени функционални групи и да знаете колку толку номенклатура. Значи тие се некои предзнања кои едноставно мора да ги имате. Додека би помогнало ако исто така имате предзнање од анатомија и физиологија, хистологија и физичка хемија. Литературата која ќе ја користам за правење на овој серијал на видеа, главно ќе биде од Ленинџер, принципи на биохемија, 5 и 6 издание и биохемија, второ издание од следниве автори. Нормално ќе се служам и со некоја друга литература, но главно ќе потекне од овие книги. Сега, при снимање на видеата јас сигурно ќе направам и грешки. Затоа некој од вас кој ќе примети грешка, запишете во коментар времето и што е грешката, така? Ја ќе го видам тој коментар, ќе проверам дали стварно е грешка. Ако е грешка, во описот на видеото, description, така што се наоѓа доле, ќе запишам дека таму има всушност грешка и како треба да биде точно. Така? И еден совет што ќе ви го дадам, гледајте ги видеата на 1,25 брзина, тоа ќе ви заштеди многу време. Во ред, да започнеме. Самото име биохемија ни укажува дека станува збор за изучување на хемијата која се случува во био, односно живот, односно во живите организми. И таа е најчестата дефиниција која ќе ја сретнете во учебниците. Но проблемот е да таа дефиниција има проблем. Проблемот е тоа што немаме добра дефиниција за што е тоа жив организам. Сега некој од вас ако првпат се сочува со ова прашање ќе рече како немаме добра дефиниција. Живи организми се растенија, животни, габи, бактерии, односно се што е направено од клетки. Епа таа на пример дефиниција има проблем. Што ако сега на Марс најдеме жив организам кој не е изграден од клетки, но на некој си начини е очигледно жив? Дали ќе речеш не е жив бидејќи не е изграден од клетки и ќе го ставиш на исто рамниште со не знам камења или песок? Не. Едноставно ќе направиш подобра дефиниција во која ќе се вклучи и тој организам. Поради тоа има подобри дефиниции, на пример, жив организам е отворен систем кој оддржува постојана внатрешна средина, односно хомеостаза, при тоа одговара на надворешни стимули и се адаптира на истите, расте, се развива, се репродуцира и при тоа, нели, има и тоа крај, односно има смрт. Иако повторно сега нема ни добра дефиниција за што е тоа смрт, но веќе навлегуваме многу во филозофија. Сега, иако оваа вторава дефиниција е нешто подобра, повторно не е сеопфатна. Поради тоа, најголем дел од научниците не може да се согласат на една дефиниција. И нема општо прифатен консензус, така, значи нема општо прифатена дефиниција за што е тоа жив организам. Сигурно се слушнале, на пример, вирусите, дали се живи или не се. Некои биолози тврдат дека вирусите се живи организми, некои биолози викаат не се живи организми. Главната расправа потекнува тоа да вирусите самостојно не може да се реплицираат. Океј, викаме, некои биолози викаат не се живи организми. Но, на пример, ако имаш некое хибридно животно, на пример, помеѓу конј и магаре, ќе се добие организам кој е всушност стерилен. Не може да се репродуцира, но очигледно е дека е жив. Така. Значи мулето, иако не може да се репродуцира, пак прифаќаме дека е живо. Другата проблематика потекнува од нивото комплексност, односно од познавањето на компонентите кои учествуваат во градење на системот. Што мислам со тоа? Да речеме дека го земеш часовникот кој ти е некаде дома и го расклопиш. Така, значи ти го имаш часовникот, го расклопиш и ќе увидиш дека внатре во него има федерчиња, жички, запчаници и така натаму, и дека ниту една компонента од часовникот не е жива, но сепак тој функционира на некој си начин, така што дава некаква активност. Во овој случај, не знам, движење на стрелките на часовникот. Во ред. Сега, за некои прости вируси
ние ја знаеме целосната структура на истите. Така, значи, ќе нацртам тука некој вирус, кој има некоја си многу проста структура, но ги познаваме сите компоненти. Така, значи ја знаеме структурата на сите протеини кои учествуваат во градбата на овој вирус. И гледаме дека ниту еден од протеините не представува никаква жива компонента. Океј? Само што начинот на кој сите се интегрираат заедно дава илузија на живост, у наводници, така, значи дава некоја активност која изгледа како да е живо. Како што, например, часовников, да му го покажете на некој си пред 2000 години, ќе рече, жив е часовников, ги мрда стрелките, така. Но ти знаеш дека часовникот не е жив. Едноставно е поставен на некој си начин, што овозможува движење. Односно некаква активност, иако е многу ограничена. Но да идеме едно ниво погоре. Така, да речеме, земаме еден мобилен телефон. Модерен мобилен телефон. Си имаш тачскрин, кој ако го допреш, или се пренесува командата, се извршува некакво дејство, телефонот можеш да го навиеш да ти звони, не знам, наутро аларм, можеш да се поврзеш на онлайн мрежа, има многу активности кои може да ги заврши телефонот, нели? Дори одговара на дворешната средина. Например, денеска постојат телефони кои што имаат фоторецептори, така што, например, можеш да го наместиш ако надвор е многу светло, да се зголеми брайтнес на екранот, ако е потемно, да се намали брайтнес на екранот и слично. Значи, оваа направа веќе може да одговара на некои стимули од надворешната средина, при тоа да прави некакви промени, адаптации, одржува до некаде си некоја постојана внатрешна средина. Иако не ги исполнува сите критериуми, гледаме дека доаѓа се поблизу и поблизу до дефиницијата претходно што ја дадов за живот. Сега, овој телефон, ти знаеш дека функционира и знаеш дека не е жив, главно, нели, внатре во него има транзистори, различни хемиски полимери, кои се организирани на таков начин да ги овозможуваат сите овие активности на телефонот. Значи, ако на часовникот одговараше вирусот, во овој случај на мобилниот телефон ќе одговара некоја си, пример, проста бактерија. Океј, значи имаме некој прост прокариот, и кај прокариотите генерално ги знаеме сите компоненти кои учествуваат во нивната градба и како влегуваат во интеракции помеѓу себе. Не знаеме се, но прилично близу сме, да речеме дека знаеме 90 и нешто проценти. И во тие 90 и нешто проценти што ги знаеме, увидуваме дека ниту една компонента не е наводници жива. Вред, едноставно сите компоненти се поставени на таков си начин што дава у наводници илузија на живот. Така што ако речеш дека ова е живо, во тој случај мора да речеш дека и ова е живо. Вред, сега нормално следниот чекор во оваа расправја би било што ако овде земеме некој си повеќе клеточен организам, така например некој си црв. Океј. Во тој случај тој црв ќе кореспондира на некоја си многу понапредна електронска машинерија, која можеби ќе ја развиеме во многу блиска иднина. Вред, но што и да е тоа што ќе го развиеме, ќе се согласиме на некој си начин дека тоа не е живо. Нели? Бидејќи ние сме го изградено од силиконски чипови и така натаму. Но како што можете да видите, оваа индустрија во однос на електроника и роботика се поблизу и поблизу доаѓа до исполнување на критериумите кои ги поставив, нели, во дефиницијата претходно. Така, значи да е некој отворен систем кој одржува внатрешна средина, кој може да прима стимули од надворешната средина, да се адаптира, да прави повеќе копии од себе си. Денеска, например, имаме роботи кои може да прават повеќе копии од себе си. Физички копии тоа. Така, значи мали роботчиња во кои се внесени команди, каде што ако им се дадени материјалите, може да изградат повеќе копии од себе. Тоа постои. Сега не е толку софистицирано како, например, клетка, но сепак е некаков си почеток. Имаше во едно време цела дебата дали компјутерските вируси се живи организми, бидејќи инфицираат компјутер, може да се пренесат на друг, при тоа се реплицираат и имаат некаква си активност. Значи, самите сте свесни колку брзо напредува технологијата. Например, видите на YouTube Boston Dynamics. Можете да видите они до кај се стигнати. Се што сакам да укажаме дека нема добра дефиниција за што е жив организам и поради тоа подобро е да се користи дека биохемија е наука која изучува хемијата во биолошките системи. Под биолошки системи се мисли на организми кои се изградени главно од следниве елементи.
Така, значи организми кои се изградени главно од јаглерод, кислород, водород, азот, фосфор и некои други елементи кои ги спомнам во понатамошните видеа. Сега можев да речам дека биолошки системи се тие кои се изградени од клетки, но во таа дефиниција па немаа да влезат вирусите, иако постои биохемија на вируси. Така што можеме да речеме дека апликација на хемијата врз изучување на биолошки системи, а тоа се системи кои се главно изградени од јаглерод, кислород, водород, азот, фосфор и така натаму. И оваа дефиниција сега што ја представив и овој разговор сега што го направив, и овој разговор си има некои мани, некои недоследности, но сепак поентата ми беше само куку да ве насочам како да размислувате на оваа проблематика. Во ред, да спомнам сега на што главно ќе се задржиме во овој серијал на видеа. Ќе ја изучиме физичко-хемиската структура и функција на молекулите во биолошките системи, нивната биосинтеза, трансформација и деградација. Ќе видиме како сите тие молекули се интегрираат во градбата на најразлични структури и метаболички патишта и биоенергетиката на сите овие процеси. Океј, и ова ќе го направиме главно на ниво на клетка, но исто така и на ниво на ткиво, орган, органски систем или пак цел организам. И се ова што ќе го изучиме ќе биде на некој си начин под презнак општа биохемија. И сите знаења кои ќе се стекнат во оваа општа биохемија, понатаму може да се употребуваат во други подгрупи на биохемии. Односно постои биохемија на растенија, биохемија на животни, биохемија на микроорганизми, компаративна биохемија, клиничка биохемија и така натаму. Но сите тие се само надоградување на општата биохемија. Така што, например, ако оваа топка е општа биохемија, имаш надокнадно, например, биохемија на растенија. Значи, растенијата главно се раководат спрема законитостите на општата биохемија, но има нешто дополнително што е карактеристично, например, само за растенија. Сега можеш да идеш уште подетално биохемија на одредено растение, например, биохемија на нане. Додека друг може да работи биохемија, например, на кактуси, пример. Така што секој растение си има нешто специфично во биохемијата за тоа растение, но главниот дел е ист. Сега битно е да знаете дека работите кои ги изучува биохемијата во склоп на биолошките системи не се уникатни само за биохемија. Во ред, да речеме дека ова се работите кои ги изучува биохемијата. Голем дел од тие работи всушност се изучуваат од страна на молекуларната биологија, дел се изучуваат од страна на генетика, значи дел се изучуваат од страна на физиологија. Поради тоа, кога ќе учите физиологија, ќе видите дека има многу сличности со биохемија. Исто така молекуларна биологија и генетика. Многу работи се повторуваат, бидејќи истите работи се изучуваат од повеќе области на биологијата, значи поддисциплини. Така што е многу тешко да се најде нешто што е, ова го изучува само биохемијата, ниту една друга поддисциплина не го изучува овој дел од биолошките системи. Во ред? Но тоа е всушност добро што е така, бидејќи, например, ти сега кога ја изучуваш биохемијава, изучуваш доста работи и од други поддисциплини во склоп на биологија. Значи, како викаат она, 3 муви со еден удар. Во ред, тоа беше нешто општо за биохемија. Сега пред да продолжиме, сакам само да го видите дел од работите кои ги изучуваме, главно метаболичките патишта. Вака далеку може да изгледа просто, но ако зумирате, ќе видите дека ова е една многу комплексна мрежа од соединенија кои што влегуваат во најразлични метаболички патишта, катализирани од најразлични ензими, при тоа учествуваат различни кофактори во сите тие реакции и така натаму. Сега некој ќе си рече ова е сосема невозможно да се научи и точно никој не верувам дека го знае ова целото на памет, сите патишта дека ги знае до точка со секој ензим во секоја реакција, но треба да се знаат основните работи. Значи ние ово кога ќе го учиме дел по дел. Ќе го учиме нуклеотиден метаболизам, па ќе има видео за јаглихидратен метаболизам, аминокиселински метаболизам, например, само за хистидин и така натаму и така натаму. Така што кога ќе се завршат сите видеа, се надам дека ќе имате една покомплетна слика како се е тоа интегрирано заедно и како се функционира. Во ред, и повторно напоменувам, ова не е се, овдека што го гледате. Значи ќе треба повеќе од ова да се научи. Например, овдека има нешто екстра за клеточни и молекуларни процеси, но ова е повеќе молекуларна биологија и клеточна биологија, но сепак дел од ова ќе го фатиме и со биохемијата. Например, тука имаме транслација, транскрипција. Во ред. Значи има голем број работи
за кои треба да збориме. Сега некој од вас вака кога ќе види, ќе се исплаши и со право, треба малку да се исплашите, бидејќи стварно знае да биде тешко. Но се надам дека со тек на време ќе го научите. Во ред. Сега ќе говорам малце за историјата на биохемијата и ќе го завршиме ова видео. Биохемијата е прилично млада наука, правите значајни истражувања се направени пред околу 150 години. Пред тоа главно е работено на неорганска хемија, значи анализирале метали, кристали, гасови и слично, додека органската хемија не била нешто многу развиена. Тоа главно се должи на фактот дека немале доволно добро развиена методологија за анализа на органски соединенија, а и немале органски соединенија во чиста форма, во голема количина, во голема концентрација. Сега, иако органските соединенија се многу застапени, така во сите биолошки системи, секој организам е смеса, значи хетерогена смеса од најразлични, многу комплексни молекули. Така што за да изолираш една молекула и да ја добиеш во доволна количина, за да можеш да вршиш некои анализи, е релативно тешко. Но сепак успеале со тек на време, нели, да изолираат некои молекули, значи увиделе дека во живите организми, односно во биолошките системи, има аминокиселини, има различни липиди, шекери, и овие молекули они не ги сретнувале надвор од биолошките системи, така што сметале дека овие молекули можат да се создадат само во биолошки системи. И сметале дека биолошките системи имаат некоја си животна сила, vis vitalis, која им овозможува да ги направат овие молекули. Како навидум во живите организми, односно во биолошките системи, да имало некои други закони на физиката и хемијата кои им го овозможуваат тоа. Или нешто налик душа која им го овозможува создавањето на овие молекули. Бидејќи стварно биле комплексни и не можеле да ги сватат. Иако нивниот ефект бил очигледен, така, постојат организми, постои ферментација, они уште пред илјадници години ферментирале најразлични продукти, користејќи микроорганизми, иако во тоа време се уште не го знаеле тоа. Или пак, кога ги откриле микроорганизмите, не знаеле воопшто како они тоа го постигнуваат. Се било многу мистериозно и комплексно. Но, кога Воклер успеал да синтетизира уреа од неоргански соединенија, тоа било стварно еден вид на неверојатно откритие кое го пореметило тогашниот начин на размислување. Сега се потврдило дека соединенијата кои потекнуваат од биолошките системи можат да бидат синтетизирани и во лабораторија, надвор од биолошки систем. И подоцна се сватило дека всушност нема ништо посебно со организмите што им овозможува да ги направат овие молекули. Едноставно, организмите овозможуваат дадена средина во која може да се случат дадени хемиски реакции со цел да се добијат овие молекули. А не дека постои некој си друг закон на физиката или на хемијата кој го овозможува ова да се случи. И со тек на време се правиле се повеќе анализи, се откриле се повеќе молекули и почнале да се склопуваат, нели, коцките. Така што денес имаме прилично добра слика за како се функционира. И тоа беше главно се што сакав да спомнам, значи кратко вовед во биохемија. Знам дека ова видео беше така некако филозофски, безцелно некое видео, но наредните две видеа исто ќе бидат еден вид на поконкретен вовед, ќе биде кус осврт кон хемијата и цитологијата, кои ќе ви бидат потребни за овој серијал на видеа по биохемија. Во ред, тоа беше се за овој видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во